Добре дојдовте. Денеска влегуваме длабоко во еден свет со навистина високи влогови. Безбедноста на мрежите во компаниите. Зборуваме за свет каде што битката меѓу напаѓачите и бранителите се случува буквално секоја милисекунда. Ајде да видиме како се одвивала оваа борба низ времето. Пред да навлеземе во тоа како се браниме денес, прво мора да сватиме колкав е всушност проблемот со кој се соочуваме. А бројките се најблагоречено застрашувачки. Па да почнеме со бројките. Погледнете го ова. 6 трилиони долари. Да, добро слушнавте. Не милиарди, туку трилиони, со Т. Тоа е проценетата глобална цена на сајберкриминалот и тоа само за оваа година. Зборуваме за бројка што е толку голема што може да потопи цели економии. И знаете, не се работи само за парите. Погледнете го ова. Обемот на податоци. 36 милиарди записи. Тоа е просто неверојатна количина на чувствителни информации што биле изложени на ризик за само 6 месеци во 2020-та. Абсурдно е. Ако ќе го спуштиме ова на ниво на поединечни компании, последиците се, катастрофални. Просечната цена за само еден пробив на податоци е скоро 4 милиони долари. Замислете, за многу компании ова не е само проблем, ова е крај. Буквално значи банкрот. Добро, а откаде доаѓаат сите овие закани? Може би мислиме дека секогаш се од надвор, нели? И да, мнозинството се надворешни. Ама она што е навистина застрашувачко е што скоро 1/3 од нив доаѓаат одвнатре. Ова ни покажува нешто многу важно. Непријателот не е секогаш таму некаде, надвор од портите. Па добро, како тогаш компаниите се бранеле од сето ова? Барем порано. Одговорот лежи во една аналогија што е многу лесна за разбирање. Но, како што ќе видиме, денес е веќе застарена. Замислете си средновековен замок. Знаете, со високи, дебели ѕидови, длабок ров со вода околу него. Токму тоа беше првичниот пристап кон мрежната безбедност. Идејата беше да се изгради една дигитална тврдина. Логиката беше едноставна. Се што е внатре е безбедно и доверливо, а се што е надвор е потенцијална закана. А која беше главната алатка за градење на овие дигитални ѕидови? Па секако заштитниот ѕид, или фаерволот. Тој беше како главниот чувар на портата на замокот. Проверуваше апсолутно се што се обидуваше да влезе или да излезе од мрежата. Прилично едноставно, нели? И, да бидеме фер, некое време ова беше и прилично ефективно. Ама што се случува кога ѕидовите одеднаш ќе ги снема? Што правиме кога бојното поле ќе се прошири далеку надвор од тој замок? Па токму тоа се случи. Технолошката еволуција целосно ја промени играта. Оваа временска рамка совршено покажува како се смени се. Почнавме со ARPANET, па ги изградивме дигиталните ѕидови со првите фаерволи во 90-тите. Ама вистинската пресвртница дојде во 2006-та, кога AWS го лансираше комерцијалниот облак, или клауд, и одеднаш. Податоците и апликациите веќе не беа безбедно сместени внатре во тврдината. Тие беа насекаде. А тоа создаде огромна нова површина за напад, нешто што претходно не постоеше. Значи, периметарот исчезна. Стариот приречник, моделот со тврдина, стана практично бескорисен. Безбедносните професионалци немаа избор. Мораа да развијат целосно нов, многу покомплексен и повеќе слоен пристап за да го одбранат модерното претпријатие. Денешниот пристап е всушност еден постојан циклус. Не е нешто што се прави еднаш и готово. Прво, се дизајнира безбедна архитектура. Потоа таа се гради, најчесто во клауд околина, како Azure. Третиот чекор е апсолутно клучен – постојано следење. Се користат алатки како SIEM, кои собираат и анализираат безбедносни податоци, за да се добие слика за тоа што се случува во реално време. И на крај, одбраната мора постојано да еволуира, да усвојува нови филозофии, за да биде секогаш еден чекор пред нападачите. Ама, да не се лажеме, технологијата е само еден дел од приказната. Вистинската, цврста одбрана доаѓа од луѓето што стојат за таа технологија. Безбедноста, на крајот на денот, е тимски спорт. Во срцето на сето ова се три клучни тима. Го имаме тимот за сајбербезбедност, тоа се специјалистите што ги дизајнираат одбраните, потоа IT тимот, тие управуваат со целата инфраструктура каде што тие одбрани функционираат.
И секако, тука и највисокото раководство кое дава зелено светло и ги обезбедува ресурсите. Сите тие мора да работат заедно, во совршена хармонија, инаку целиот систем се распаѓа. И оваа мисла го сумира тоа на брилијантен начин. Безбедноста не е само работа на безбедносниот тим. Како што вели цитатот, таа се протега низ целата организација. Од човечки ресурси до финансии, па се до правниот оддел. Апсолутно секој има своја улога во заштитата на компанијата. И токму оваа нова реалност, каде што периметарот веќе не постои, а заканите можат да дојдат од било каде, дури и однатре, доведе до една навистина радикална промена во начинот на размислување. Добре дојдовте во ерата на нулата доверба. А што е тоа нулта доверба? Па, името кажува се. Основната философија е многу едноставна, но и многу моќна. Никогаш не верувај, секогаш проверувај. Готово. Не се прават никакви предпоставки за тоа дали некој уред или корисник е безбеден, без разлика дали е внатре или надвор од мрежата. Ајде да ги споредиме директно, за да биде појасно. Стариот модел, моделот на тврдина, предпоставуваше дека на се што е внатре во зидовите може да му се верува. Нулта доверба, од друга страна, тргнува од предпоставката дека можеби веќе има некој натрапник внатре. Затоа, секој пристап, секое барање, секој корисник се проверува секој пат, без исклучок. Тоа е огромна промена од верувај по дефолт, кон никогаш не верувај, секогаш проверувај. И сето ова не остава со едно клучно прашање, прашање што ја дефинира нашата дигитална ера. Во свет без ѕидови, каде што нашите податоци се расфрлани насекаде, моделот на нулта доверба станува апсолутно неопходен. Прашањето веќе не е како да изградиме повисоки ѕидови, туку кога ѕидовите на тврдината ќе ги снема, кој ги чува нашите податоци?